Секогаш Булут каја да има Демет ондер. Јас нема ви да живеам веќе во твојата куќа. Булут, ајде дојде да излеземе малку на воздух. Вие излезете, јас веднаш ќе дојдам. Нема толку лесно да се извлечете од ова. И нема да ми го земете Булут. Асуман. Еј, господи Боже, таа не може сама да се разбуди и повторно јас сум виновна за се. Ајде, јас не можев да се разбудам. Не сваќам зошто ти не ме будиш. Алармот половина час ми звонел. Имам разговор за работа, многу е важно. Па јас од каде да знам дека ти имаш разговор за работа? И ако ти звонел половина час, зошто не се разбуди досега? Како прво прашај ако сакаш дали можев да спијам. Енген никако не ми излезе од глава. Ај, не си заспала од љубов. Ти велам дека од тага не можев да заспиам, Асуман. Не ме слушаш ти мене. Лагата ми излезе на виделина. Кога тогаш еден ден ќе излезеш на виделина, душа, пишано и било вчера вечер. Ме бараше утрово и не му кренав. И подосна ме барал неколку пати. Сигурно му кажал Тарик. Сигурно му рекол девојката за која мислиш дека е богата и била кутра, цимерка на назли, сиромашна, шивачка. Па не знам дали му кажал или не. Па и ти веќе со недели постојано се гледаш со Енген и го лажеш. Колку што го познавам Енген, нормално многу ќе се налути. Божем, па 100 пати се видовме со Енген. Откако се сретнавме кај вратата, можеби само неколку пати ручавме. Зошто толку рано одиш на факултет? Имам испит, ај ти побрзе малку ќе не избега комбета. Ај, ич, не ми се качува во комбе. Добро да се качиме во автобус, има поголема гужва уште побетер. Молчи ми се слуши. Чичо, јас многу се плашам. Не се плаши, ние сме до тебе. И Вујкот и Ферите до тебе, и јас сум до тебе, и Назлија до тебе. Во ред? Но јас не сакам да живам со таа жена. Добро, јунаку, добро, ние сме со тебе. Како ќе се одвиваат сега работите? Ќе дојде адвокатот и се ќе објасни. После толку голема траума, како ќе може ова дете да се ги смени навиките? Се е поради тоа досие. Тоа беше само еден мал гест на покојниот Демир кон сестра му Демет. Еден вид на подавање рака, ама тие тврдат дека спрема тоа досие имаат право врз Булут, бидејќи имаат многу поголема цел во врска со фирмата. Добро, но зарем тоа досие не беше кај вас? Како тие луѓе дојдаа до него? Некој некаде успеал да го фотографира, ама нема да го оставам јас ова вака. Ќе се покаат што воопшто сакаат да ми го земат Булут. Да, мислам, нема потреба повеќе да седиме тука. Назли, душо, ќе го спремиш ли Булут, те молам? Се уште не е завршено. Да, точно е, не е завршено, ама за кратко време ќе биде завршено. А и Булут не само привремено, туку ќе остане кај нас за секогаш. Демет, мила, ќе те замолам да не трошиш стив за овој човек, бидејќи не вреди. Хакан, Ни тебе ни на машти не ви е гајле за Булут. Ваш единствен проблем е имотот, богатството, фирмата, акциите. Си мислите дека можете да ме уништите така? Ферит Аслан. Дојди долу. Ти за нас не значиш ништо, разбираш ли? Нас воопшто не ни е гајле за тебе. А тоа, ти ќе го видиш многу јасно за многу кратко време ќе го видиш сето тоа, колку ти нам не ни вредиш. Хакан, добро, доста, не прави проблеми. И ти ли се вмеша, Денис Ефенди? Ти одбери си страна, Денис. Со сестра ти, со внук ти си, или ќе продолжиш да му бидеш марионета на овој човек? Не тропај глупости, бе, престани, марионета сум бил. Не се ова работи за кој би можел јас да одлучувам сам. Јас само те подсетувам, господин. Ние сме семејство и ти не си член на ова семејство, да си го знаеш местото, Хакан. Јас многу се плашам. Не се плаши. Добро? Да одиме ли на воздух? Добро. Да се забавуваме малку заедно, Важно. добро? Ако тоа дете денес не дојде во мојата куќа, јас не сум одговорен за последиците. И ти биди сведок, Денис. Ајде, Демет.
Каде се назли Булут, Денисе? Бато и звонам на назли, ама не крева. Знаеме дека е со неја, ако ништо друго. Може за да го тргне од расправијава, го однала на некое мирно место. Ајде, да излеземе. Ајде, дојди, Булут. Назви, зошто додовме тука? Што е ова? Изненадување. Треба малку да почекаме, ама добро ќе ти дојде, многу ќе се забавуваш. Ти ветувам. Назли! Добре дојде. Добро те најдов, бато Исмел, како си? Добро, благодарам. Ти? И јас сум добра. Ова е Булут, мојот другар. Здраво, Булут. Јас сум Бато Исмел. Здраво. Здраво. Бато Исмел, ние дојдовме да ја видиме Селма, подобро ли е? Секако. Еле и видија Селма. Нема да ја препознаеш. Ајде, одиме да ја видиме Селма. А која е Селма? Селма ми е другарка. Сакаш да се запознаете? Сакам и може би и мене ќе ми остане другарка. Може да, како да не, ќе ти биде другарка. Ти многу ќе ја засакаш Селма. И Селма тебе. И Селма е немирна како мене. Малку. Булудушо, дојди да те запознам. Не ми се верува колку живнала. Селма? Живнала, нели? Сега не ќе да се смири. Селма куче би била? Да. Кажи и здраво. Назви, ќе го земеш и ова? Ти благодарам. Здраво. Селма ја нашле пред 3 месеци покрај автопатот. Од тогаш ја лечат. Последен пат и правеа една операција и од тогаш ја нема видено. И таа би имала собраќајка како мене? И ти ќе оздравиш како неа. Булут, повели храна, нека јаде. Здраво. Ајде да видим. Сакаш ли да го едеш ова? Значи дека ова не го сака многу. Дај ми го мене. Земи, Селма. И Селма е многу немирна. Исто како тебе, така? Чичо? Денис? Каде сте вие? Знаете колку се загриживме? А и на телефон не ми креваш. Прости, Денис, го намалив звукот во судот и после сум заборавила да го вклучам. Ти како не пронајде? Ми рече дека кога бараш спокојство кај животните си. И јас не заборавив. Кај си ти? Да ме запознам. Ова е Чичко ми. Чичо е, ова е Селма. Како си, Селма? Имаш многу паметен поглед. Подоцна ќе си играме со Селма, сега да се јавиме на војкоти. Добро. Селма, дојди. Дојди, Селма. Дојди. Денис, не се ни ке назли дома. Знам, бато, ги најдов, не се грижи. Ги најде. А каде отишле? Со животните се. За солништето за животни. Добро, доаѓам веднаш да ве земам, ајде. Не, нема потреба, сами ќе дојдеме, се разбира. Ако успееме Булу да го одделиме од овде. Добро, во ред, само не доцнете, може? Во ред. Бато, знаеш дека треба да го однесеме Булут кај Демет, така судот? Знам, имаат судска одлука и спротивставувањето само лошо ќе влие на психата на Булут, знам. Вие се пак дојдете прво кај мене, ќе ги собереме листата и ќе излезем. Сакам јас да го однесам Булут. Господи Сигвал, веднаш дознаете каде ги нашла Демет тие документи. Кој ги дал, од каде, сакам веднаш се да знам. Го зема господја Демет детето? Го зема. Судот ја назначи господја Демет за привремен старател. Знаев. Лично го фотографирав документот. Јас си кажав на господја Демет. Господја Демет не можеше да знае дали фотографиите се монтирани или не, дали ќе бидат прифатени на суд или не. Од каде да знаеме дека не сакаш да извлечеш пари? Што и да е, детето на крајот судијата ќе го предаде на Демет. Тоа значи дека моите фотографии се оригинални и се потврди дека се важни. Јас го одржав ветувањето. Сега е наред нејзината. До тука добро одеше. Остатокот зависи од тебе. Ако си го користиш мозокот, ќе немаш зима.
Господине Бекир, ве молам пренесете и на господја Демат, секогаш може да ми верува. Да, му јавив. Ми рече да одиме кај него, па тој ќе не однесе. Од една страна другар што ми е како брат, од друга страна сестра која ја немам видено долго. Меѓу два огна сум. Не можеш да бидеш меѓу два огна, дес. Зарем не го биде Булут на судењето? И на двајцата Булут треба да ви биде приоритет. Во право си. Ќе одиме ли? Да одиме ако успееме да го убедиме Булут. Ако успееме да го убедиме Булут. Ајде, доста е, Булут ефенди. Си одиме. Поздрави се со другарчето. Ке се поздравам, но пак ќе дојдеме, не ви? Се разбира, ќе дојдеме. Селма, мило ми е што те запознав. Јас со душа многу ти благодарам. Не можам да ти објаснам од кога ми требаше вакво нешто. Навистина ми требаше многу. Ти си најдобрата другарка на светот. Си заработив пари, па си ги трошам. Уште многу работа не чека со господја Демат. На крајот на криштата не направив ништо лошо. Им го дадов документот што го има во раце. Ако го криеле од неа, што можам јас да сторам? Судот го вида, го разгледа и донесе одлука. Од каде да знам? Секако, мила. Па и господин Ферит да не и правил такви скришни работи зад грбете. Ти само си ја гледаш работата. Продаде информација и се заработи за тоа. Така е. Со другарка ме сладко си ги трошам парите. Слушај, вамо Неджла, немој да ти се испушти за оваа работа пред сестра ми или фаташ. Не зборувај глупости, девојко, зарем би кажала тако нешто. Да се напиеме кафе овде, ајде и ќе каснеме нешто сладко, а? Па би можела, а и мене ме заболеа нозева од одење. Навистина, мака е да си има пари, ќе се измори човек трошејки ги. Назви, јас нема ви повеќе да го видам бујко ми? Можно ли е такво нешто, Булут, мило? Секако дека ќе го видиш. Само од сега ќе спиеш во куќата на тетка ти Демет. Само неколку дена, Булут. За најкратко време ќе се вратиш во твојата соба. На второто рочиште, Чичко судија ќе донесе правилна одлука. Назви, а ако не ме сакаат? Како така, Булут? Заре можно ти да не бидеш сакан? И господја Демет ти е тетка, секако дека многу те сака. Исто така, ако ти биде здодевно, можеш да одиш кај вујкоти или кај чичкоти. Дори можеш да дојдеш и кај мене дома. Ке правиме гураби. Булут, душо, добре дојде. Добре дојде, душо моја, ни донесе радост во куќава. Булут, како се договоривме јас и ти? Нели од сега и ова ќе беше твоја куќа? Зарем не те интересира твојата нова соба? Ти имаш голема среќа. Многу луѓе те сакаат. Има цел куп куќи каде можеш да одиш. Има ли базен во оваа куќа? Како може да нема? Можеш да влезеш ако сакаш. Не, нема да се бањам. Ујко ми купи бродче, па сакам да го возам. Секако можеш да го возиш ако сакаш. Ајде дојди да видиме. Вујче, ти нема ли да дојдеш со нас? Јас не можам сега да дојдам. Треба да завршим некои обврски, ама Чичко ти денес ќе поседи уште малку тука. Добро, ти воопшто ли нема да дојдеш? Воопшто ли нема да се видиме? Можно ли е такво нешто? Секако ќе се гледаме.
И јас не можам без тебе долго да издржам. Ќе ми недостасуваш. А и веќе ти кажав, за многу кратко време ќе се вратиш дома, во ред? Јас тебе многу те сакам, Вујче. Многу. И јас те сакам, сонце мое. Булут, душо, ајде да влеземе. Булут, ајде да влеземе. Ајде, душо. Ај, браво, Булут. Браво за тебе. Дојди да те видам, главен газда, ајде. Дојди, ајде. Свесна сум дека ви изгледало чудно. Не сакав да зборувам пред Булут. Беше необично што го земав Булут и заминав. Ама толку беше тажен што не можев да го оставам таму. Толку тешки работи му се случија. Не можев да дозволам да остане таму. Знам. Молам? Знам дека го направи за доброто на Булут. Во ред, Ферит. Ајде се гледаме подоцна. Веднаш чекам мейлови, господине Кубилај. Во ред, господине, веднаш ќе ги испратам. Во ред, благодарам. Довидување. Ми кажаа дека го оставиле Булут кај Хакан. Ферит се уште лошо звучеше. Епа не е лесно. Господин Ферит со недели беше заедно со Булут. Така е. После Зейнеп и Демир уште повеќе се врза за малиот. Се разбира, тука е и Хакан и Демет фактор. И господин Ферит нема така лесно да прифати. Тука ли ќе бидете или ќе излегувате? Да ви обезбедам возач? Да изјавам на Фатош, па да се расположам малку. Ако имам среќа овој пат ќе ми се јави. А ако имам поголема среќа, ќе има време да ме одвои за кафе. Ама тогаш ти ќе ме однесеш. Бидејќи и ти беше со мене кога се запознав со Фатош. Леле, пак ме бара Енгел, што ќе правам јас ова работа? Кој пат му е ова од Сабајле? Нарно нека е Фатош. Некој ти додева? Дај му го бројот на обвинителството. Веднаш ќе го најда тој психопатот. Не е тоа. Еден мој познаник, но не сакам сега да му кревам. Сте се запознале во некој локал и нормално ти добронамерно му го даде бројот. Сега постојано те бара. Те прогонува глупакот. Ако се јави пак, дај ми го мене, ќе го средам убаво. Не е така. Ај ти мене направи му уште еден со виршло, со многу сенф. Низ носи, низ уста нека ми излегува лутината. Добро, Дадо, ќе ти направам. Како недоделка ни звонам на девојката, што не ми кажеш срамота. Зошто да е срамота, господин Енгин? Тарик, ти да не знаеш нешто во врска со Фатош? Јас ли? Не знам. Од каде да знам јас, господин Енгин? Што знам, си видел на телевизија, си видел во вецници, може би има лоша репутација во високите кругови, а? Не, воопшто не верувам дека има такво нешто. И јас ништо не знам. Ништо не знам. Кога се видовме, се изгуби во очите на девојката и не ја прашав ништо. Девојката има сини очи како море, пријателе. Не ја прашав ни како е презимето. Ја барам на интернет, ама ја нема. Господин Енгин, тука ли ќе бидете? Да ви спремаме на возило? Завртавме во погрешен правец. Сакам да одам до едно место. Ако немаш работа, речи си попатнија. Добро, може. Гледај, сега ќе фрлам со затворени очи. Абе, Чичо, ти навистина си бил мајстор за давање кошеви. Се разбира, јас имам некои своји таленти за спорт, не само за уметност. Булут, душо.
Јас сега ќе морам да си одам. Ако ти се случи било каков проблем овде, ќе ми кажеш, така? Уживај веќе, Чичо, мене ништо не може да ме вознемири. Војко ми мене се ми објасни. По неколку дена пак ќе се вратам во својата соба. Ти си едно прекрасно дете. Ама Чичо, јас не сум дете, јас сум мило чудовиште. И зарем не гледаш? Тука е како продавница за играчки. Војко ми не би ми дозволил исто време да играм со волку многу играчки. Сушност и Војко ти е во право. Знам, ама ти не му кажувај ништо, добро? Да се поиграм, да поуживам неколку дена, да им побарам уште нешто, мора да ми купат. А ти навистина си чудовиште, значи? Чудовиште за играчки сум јас. Ајде направи ми ја колата и оди си. И остана само крилјата. Во ред? Крилјата, така? Разбирам. Колку убаво дуба тука, како седа ќе однесе. Јас понекогаш кога не сум расположен доаѓам тука. Како мал татко ми ме носеше тука. И бидејќи дува убаво, летавме летало. А знаеш дека за да може да летаат леталата треба да се симетрично направени. Одличен избор за вас. Многу сакате симетрија. Мислам, секој сака симетрични работи, ама вие на посебен начин ги сакате. Секој ја сака симетријата. Не знае, ама ја сака. Некаде имам прочитано нешто во врска со тоа дека без да сме свесни, симетричните луѓе не биле поубави. Не знам дали важи за мене. Мислам, за јас да сакам нешто и да ми е убаво, нема потреба да е безпрекорно. Не знам тури ни самата колку сум симетрична. Убава си. Ако тоа ти интересира. Назли, сакам да продолжиш со работа кај мене. Да готвиш како и порано и да се враќаш дома. Може, во ред. И онака Булут за кратко време ќе се врати дома. А и ти да не бидеш без работа, да не ни се расипе редот. Нема да се расипе. Се надевам. Едно нешто ќе ви кажам. Не го растажувајте Булут. Можно ли е тоа, Денис? Нема ништо да му направиме на детето. За да го растажите не мора да го повредите или да го тепате, ме разбираш? Тоа дете е растено со љубов и со внимание. Не грижи се, Денис, тука нема да биде поосамен од колку што беше во куќата на Ферит. Срам да ти е. Ние лоши ли сме? Искрено се надевам дека не сте. Јас ќе доаѓам да го гледам Булут. Секој ден. Дали Ферит Ефенди за ревизор тебе те назначи, а? Извини, да не ми рече нешто, не те разбирам, имаш нешто против? Можно ли е такво нешто? Сосема спротивно, јас би бил среќен ден, велам пресели се овде. Голема куќа, огромен базен, цел куп соби, вистинско место за живење. И ти безпотребно плаќаш кирија за тој магазин таму. Хакан, Следниот пат ќе ти донесам хумористични списанија. Да поработиш на хуморот малку. Ви благодарам. Ептен скршнавте од патот заради мене. Не е важно. И онака денес сите работи ми се испреврте. Се гледаме утре. Всушност не можеме да се видиме, бидејќи кога ќе дојдам, вие ќе бидете одамна излезени. Не треба ни да се слушаме. Велам да ми напишете што сакате. Мислам какви јадења сакате за утре. А јас ќе дојдам во исто време. Назли, ти благодарам. За Булут, за мене, многу ни помогна. Се ќе биде добро. Се гледаме. Документот е подготвен од правното биро, со кој постојано соработуваме. Ние со нив имаме договор за тајност. Значи во овој случај,
Ако дозволиле од нив да протече надвор, ќе мораат да платат голема одштета. Не би ризикувале толку, ќе се изгуба довербата на пазарот. Па некој ризикувал. Не мислел на репутацијата на пазарот, не мислел ниту на иднината на Булут и ги дал документите на Демет. Господине Ферит, што сака нека биде. Јас нема да се откажам од ова. Ќе продолжам да испитувам. Сигурно од некаде ќе излезе некаква трага. Ви благодарам, господи Цибол. Можете да излезете ако сакате. Добро. Пријатна вечер. Ти не излегуваш? Имам некои обврски да ги завршам, па ќе излезам. Ферит, види, истоштувајќи се вака себе си, нема да го вратиш Булут. Оди дома, убаво одмори се. Или се предомислив, не оди дома. Додиме надвор да се напиеме нешто. Друг пат, брат. Ти ветувам, нема да се задржам. Ама види, ќе те барам на камера за 1 сат. Ако не си дома, ќе ти покажам убаво. Ако се предомислиш, знаеш каде да ме најдеш. Не знам, ќе видам. Јави ми се, па ќе ти кажам. И не грижи се. Ќе најдеме кој го дал документот. Знам, Енгин, знам. И кога ќе го најдам, ќе го уништам. Ти да не доби на лотарија, од каде ти се парите? Навистина добив, ма братина, нашата Гамзе имала информација за трка со коњи и јас и Гамзе пополнивме ортачки и едно ливче со 6 добивме и си го зимав делот. Како да не? Жими богати се кулна, ма. Ај, фатош, ке полудам. Заврши со Неджла, сега почна со Гамзе. Девојче, немаш пауза? Немаат ли овие пауза? Воопшто не седи мирна. Уште коцкање ни фалеше. Сестра ми почна да се коцка, фатош. Девојче, јас и ти не пораснавме во иста куќа? Татко ми велеше, коњот трча, судбината заработува. Ова се лоши работи, а и мене воопшто не ми се допаѓа коњите да трчаат за надпрва расуман. Греота се, греота. Дадичке толку издраматизира, мене буквално ме направи како да сум паднала во окалта на коцкањето. Еднаш ми се насмеа среќата јас за да ги усреќам моите дадички им купи подароци. Реков да направам убав гест, низ нос ми го извадивте. Срам да ви е. Имаш потенцијал, Асума. Ај, само таа среќа мене не ми се насмеа. 5 години секоја недела играм лото, никогаш досега ни тројче не сум фатила. Ајде, не можам да добијам на коцка во љубовта, мртво, ни тоа нема. Кому јас му зборувам? Ајде, ајде дружете се вие. Многу е убав фустанот, нели? Види го. Ти се допадна, а? Јас ќе го пробам ова. Да не останеш покусо. Се израдува девојчето, да може ви кај тебе да ја видам таа радост. Ама како твоја сестра и како твоја жена, велам дека имаме еден проблем. Мајка ми чека термин за појадок. Партнер, што ќе биде со овој твој брат Бојан? Не можеш да речеш твојот брат и да се спасиш ортак. Затоа што татко ми и на двајцата ни го довери Мангупов. Мамичка не труди се напразно. Син ти е див, ниту нас не вара, ниту прашува. Мамо, навистина не ми се спие. Дојдеме кај чичко ми. Знаеш дека чичко ми многу убаво свири. Не вели ќе си играм со тапаните на чичко ми, туку... Да свртиме на едно кафе. Не можам да го добијам син ми. Ама види, вети ми, никогаш веќе нема да правиш вакви работи. Ама назли, колку го отупе и ти, што убаво направило девојчето. Како е, а? Ми стои ли? Многу ти е убаво.
Јас како дете, мајка ми имаше сличен ваков фустан. Татко ми го купи. Види колку е убав, а? Ке си го носам по жештини. Оф, аман. Ајде, што е стана сега на ова одеднаш? Назли? Зошто се не расположи одеднаш? Од каде да знам? Види на нас расположени се смееме. Кој знае Булут што прави? Кој знае како му е на детето? Што му се случи денес на Булут? Тетка му го земала Булут од Ферит. Онаа жолта настоногалка Демет, таа. Препукнало кутрото дете од плачење. Детето не препукна од плачење, но држи во себе. Толку му беше тешко кога се раздели од војко му. Кој знае како му е? Кој знае како му е во душичката? Ај, греота, што ќе прави тој вечерва? Кој знае што кошмари ќе има? Ај, душичка мала, ај. Можеше да остане кај господин Ферит, ама на суд во последен момент извадија некаков документ. Не знам што беше, ама судијата Булут и го даде на господја Демет. Сигурно некој за пари си поиграл со психата на детето. Колку бездушни луѓе имама, да даде Господ бел ден да не видат таквите, дај Боже. Амин. Ако навистина некој направил такво нешто, и јас велам дај Боже, бел ден да не видат. Асуман, што ти е, дадечка? Ништо не ми е, не, кој го каже ова? Миличка моја, види ја ти неја се растажи поради Булут. Дојди кај дада. Ние сме разделени од мајка ми и татко ми. Па се стави на местото на Булут. Не можам да верувам. И јас суман имала чувства. Буквално покажа емпатија кон детето. Убава моја добродушна сестра. Па таму е тетка и тоа е негова куќа, зарем таму нема да биде среќен, а? Нема ли таму да биде среќен, дадо? Ке биде, дадичка, ке биде. Булут ке биде среќен. На крајот на криштата господја Демет му е тетка. Немој да си тажна. Ние секогаш ке бидеме до него, добро? Немој да си тажна. Ај, оваа навистина липта и плаче, не можам да верувам. Убавице моја. Јас додам да си го измијам лицето и ке се вратам. Изми се, дадичка, изми се. Не покажува, ама и таа е многу чувствителна. Да ставам чај да се напиеме, а? Ајде стави. Види, Булут душо, од сега за тебе ќе се грижи дада Мелис. Мелис е мојата нова помошничка. Мислам дека добро ќе се согласувате, бидејќи и Мелис денес почна да работи. Значи, Неизе, како и тебе, е прв ден во куќава. Здраво, Булут. И не ја ви ја земавте на суд? Не, Булут, ние тебе не те земавме на суд, мило. Ти си мојот внук и затоа си тука. Ти си ми подарок од брат ми. И да ме вистија внука? Види, Булут душо, вака да направиме. Замисли ја Мелис како дада ти назви. Чекај малку, се разбира дека не може. Назви не ми е дада, таа ми е другарка. Јас тоа назви си ја викам. Булут душо, ако сакаш, можеш и мене да ме викаш Мелис. Да? Ако ми бидеш журка, може би ќе те викам. И ти би одиш како назив во училиште за готвење? Не, душо. Нашите јадења не ги прави Мелис. Во оваа куќа готви господја Сабахат. Што значи, на местото на Назли, кај нас е Мелис. Ете, тоа не е во ред. Ако не знаеш да готвиш како назви, не можеш да ја замениш назви. Жал ми е, неприфатливо е. Може би ќе бидеме другари со господја Сабахат. Ај, мислам дека малку ми падна шеќерот. Ќе ја кажеш ли на господја Сабахат да ми направи една салата? Булут душо, јас ќе дојдам пак за да ти посакам добра ноќ, добро? Останатото што го кажав, може ќе ти дојде измешано, ама од утре господја Рефика ќе се грижи за твоето спиење и јадење. Сакаш нешто за во собата? Да, сакам телевизор. Соодветно ли е за дете на овие години? Не. Сакам телевизор. Реков сакам телевизор. И под него сакам свој PlayStation. Имав кај мене дома, имав кај војко ми дома, имав кај чичко ми. Кај сите играв колку што сакав, и тука ќе играм колку што сакам.
И тука како во затвор. Се загубив тука. Што ми е гајве, што ми е гајве, што ми е гајве? Добро, Булут, ќе ти купам. Ќе ти купам се што сакаш, добро? Само немој да плачеш. Господјо Рефика, за сега да му ставиме еден телевизор и ве молам, гледањето нека е кратко. Како ќе кажете? Оцеде не ви. И сега има ви потреба да ги кажем игрите што ги сакам? Нема? Добро. Смртен свет. Нема да бидеш амбициозен и да брзаш. Инаку тоа, ти што си го правил вчера, денес ќе ти се врати. Бог да чува. Ама се е поради тој Демир. Нема што не направи за да ние не влеземе во фирмата. И што се случи после? Па ни нему не му остана овој свет. Но сепак се обидел од свој дел да даде 5% на господја Демет. Ама... Ај, жити мајка, 5%. Го изел месото, а нам коската ни ја фрла. 5%. 48% имаат од акциите. 48%. Таа беше жртва на Демир. 5%. Ете и покрај сувото и суровото горе. Така ќе биде. Што ќе биде? 5% ќе им остане на нив. Нека е здрав и жив Булут, 48 ќе бидат наши. И потоа ме прашуваат зошто не сакам деца. Како да сакам деца, бе, ова не е дете, чудовиште. Да нема утра. Што се случи, не најдовте заеднички јазик? Ај, господинот сака телевизија. Те молам да му ставиме и да замолчи. Ако треба од салонот, ќе го преместиме само да замолчи, те молам. Бекир, јави им се на дечките додека не затворат трговските да купат некаде и да му донесат телевизор на детето. Добро, бато. А Бекир, нели има и од оние игричкине за пред телевизија? Земете една таква, ве молам. Ама прашајте го него која ја сака. О, душичко. Не ми креваше на телефон, се загрежив и дојдов. Добре, деде. Да не зборуваме за денешните проблеми. И онака доволно зборувавме. И, хајде кажи. Каква е ситуацијата? Што е со креаторката што се заглавивте во вратата? Лага излезе тоа, бато. Фантазија било. Хајде, бе. Што ќе биде со овој твој бурен љубовен живот? Ај, Назли, во мојот влегуваат два вида на мажи. Едниот богат, згоден, ама не си одговараме со умовите. Вториот богат, згоден и си одговараме со умовите. Мене постојано во животот ми влегуваат два вида на жени. Едниот вид ме гледа како билет за воиднина. Единствен проблем им се парите. Јас сиромашните ги отстрани веќе од својот живот. И онака во категоријата пријатели и роднини доволно имам сиромашни. Види, имаме и ваква опција. Ниту многу богат, ниту многу сиромашен. Средна класа. Ни одговараат фатош. Ама наман тие се многу опасни, Назли. Само што ќе помислиш, а сега ќе успее, тогаш ќе лупне економска криза и ќе се најдеш меѓу сиромашните вошки, аман с краја да е. И вториот вид, тие се фокусирани само на кариерата. Ќе се видиш еднаш два пати и потоа ненадејно ќе ги снема. Ова излезе од вториот вид. Назли, ова беше моја грешка. Јас си најдов богат, згоден и со ист ум, ама поради мојот елегантен изглед и тој помисли дека сум богата. И јас, за да не го разочарам, не можев ништо да кажам. Ах, моја благородна пријателке, колку голем човек си ти. За да не го разочараш Енген, му изнакажа цел куп лаги. За жал, Назли. Проклета судбина ми ја злоупотреби добрата намера и ме скрши. Станувај, мила, додека не си почнала со патетика да си легнеме. Ај, мачна јас. Не почнувај со патетика, не ти бега, тука мора да се раскрене. Ако ми е судено, ќе трпам. Добро утро. Добро утро. Ги запишав јадењата што ги сакам за денес, за следните денови господје Цигол ќе ти даде неделен список. И да знаеш, за чистење ќе додат други, не мачи се. Ви благодарам и јас сум добро, вие како сте? Пријатен ден и вас, нека ви е солесно. Господа, ве повикавме ваму, бидејќи досието
што го подготви покојниот господин Демир за префрлање акции на господја Демет, некако дошло во ваши раце. Господин Демир не одреди некаков степен на тајност во врска со тоа досие. Покрај тоа, како и за сите досиеа, со никого не зборуваме за тоа. Како што рече господин Омер, тајноста за нас е приоритетна. Да не сватите погрешно. Ние не ве обвинуваме. Ама мора да дознаеме од каде протекла информацијата. Можно е господин Демир тоа досие да го покажал или да го прочитал. Ако се сетите на било што, ве молам да не известите. Ви благодарам, господа. Не ни беше доволно нашето, ги вознемиривме и другите. Господине Ферит, јас ке продолжам да испитувам, не грижете се. Само и вие размислете малку. Каде на друго место надвор од фирмата би можеле да го однесат господин Демир и господја Зејнеп? Каде можело да се движи досието надвор од фирмата? Нима, не доаѓам. Ти подпише си за мене. Не можев да се разбудам, не ми се станува гамзе, што ќе направиш? Не излегувам денес од дома. Утре ќе се шетаме. Знаеш, може да одиме во кафулето што го спомна Ајлин. Ај, гребаторка една. Добро, јас честам. Биди срекна, имаш богата другарка. Вчера не јадеше тука? Не јадам секогаш тука. Не му кажав. Не му кажав на господин Енгин. Сепак тоа не е моја работа. Господине Тарик, јас и онака немав лоша намера. Кога дојде до такво недоразбирање, при првата средба јас потоа не можев да го поправам. Ама за најкратко време ќе му ја кажам вистината. Знам како и да е. Сепак тоа не е моја работа. Многу ви благодарам. Газирана, ајран? Може. Пардон, може да добијам газирана вода и ајран? Во ред, господице. Инак господин Енгин му дадов да проба. Му се допадна? Да. Аха. Ти кажувам за да знаеш. Тој е многу погазирани од ајран. Тој е човек на тази цеден овошен сок. Периодов и не стои најдобро со храната. Не јаде ништо после 7 часот. Ако се најдете повторно, ти кажувам за да му предложи да се најдете во порани часови. И ако го однесеш некаде каде што има убави салати, ќе биде среќен. Добро, ќе го запомнам тоа. И да знаеш, исто така не се мачи да го одбереш локалот. Невозможно е било која жена на масата на господин Енгин да ја плати сметката. Можеш да го однесеш во кој локал сакаш. Добро. Сакаш овој пат ти да го направиш? Може. Вака? Доста, добро. Доста. Одлично е. Измешај сега. На здравје. Со лесно нека ви е. Благодарам. Здраво. Здраво. Господја Назли? Да, јас сум. Господја Демет чека во вилата да се види со вас. Ја немам што да разговарам со господја Демет. Само за булут се работи. Батон. Господин Ферит дошол. Сака да се види со тебе. Ферит Аслан. Ајде, нека е нарно. Ајде. Викни го, нека дојде. Бекир, не го внесуев неднаш, не си го внатре, ама кажи му господин кака незафатен, ќе го почекате малку. На еден проект работи, на еден многу голем проект. Кого гледам? Ферит Аслан. Колку големо изненадување тоа што те гледам. Штом си дошол до овде, сигурно е нешто важно. Тоа што не сакав да ти го кажам, дома дојдов тука да ти го кажам. Ти привлече ли нешто внимание, а? Колку често се гледаме периодов, нели? Како во старите денови, седни да ти нарачаме до кафе. Да. Пак почна да играш твоите Валкан игри. Сакаш да ме вознемириш и мене и моето семејство. И по цена да се поигруваш со животот на едно мало дете. Види, Ферит, јас на вистина... Убаво уживај во твојата мала победа, Хакано. Бидејќи за ова дебело ќе платиш.
Едно по една сен из нос ќе ти извадам. И не само тоа што го направи. Ќе ми платиш и за тоа што си мислел да го направиш. Добре дојде, Назли. Повели, седни. Те молам. Сакаш ли да се напиеш нешто? Не, благодарам, ништо не сакам. Добро. Назли, јас те поканив тука за да ти предложам работа, душо. Сакам на Булут да му овозможам живот без да му ги нарушувам старите навики. Затоа сакам да дојдеш и да работиш. Господјо Демет, веќе е доцна за да не му ги нарушувате навиките на Булут. Сите мислиме за доброто на Булут, зарем не? Се надевам дека е така. Се надевам дека сите му мислиме добро на Булут. Ете, затоа сакам да дојдеш и да живееш кај нас. Мислам, Булут тебе многу те сака, навистина не те вади од уста. И ти него многу го сакаш, видов? Господјо Демет, јас сум готвачка. Учам за готвачка. Многу го сакам Булут. Би направила се за да му помогнам на тоа дете. Ама ова за мене не е работа. Ова не го правам како работа. А исто така, спорот околу старателството се уште не е завршен. Назли, душо, не мораш веднаш да ми одговориш, важи? Утре размисли и ќе зборуваме. Сакаш ли да го видиш Булут? Тој многу сака. Многу би ме радувало. А, прекрасно. Еве, и Денис дојде. И тој нека е здрав и жив секој ден наминува. Ама се разбира до кога. Сепак кога тогаш ќе има работа. Како си, Назли? Добро сум, ти? Добро сум, добро. Колку што можам да видам. Добро? Да одиме тогаш сите заедно кај Булут. Повелете. Еден ден ќе се спасам од овие пластични манекенки и ќе промовирам преку вистинските манекенки кои се дело на пластичните хирурзи, ако даде Господ. Фатош? Здраво, Енген. Како си? Ај, како да бидам, че ти Бога, не можам глава да кринам од работа. По цел ден цртај, мислам дека кај да е прстиве вода ќе ми соберат. Не ми се лути, ти си ме барала, ама никако не можев да ти се јавам. Епа тогаш можеш да си ја поправиш грешката. Не можеш да се спасиш само со едно извинување. Морам да те однесам на вечера. Може? А тогаш да ти се раздолжам. Секако раздолжи се. Да не се зголемува каматата. Што велиш за денес? Би можело. Ама ако не е проблем за тебе, може ли да се најдеме порано? Бидејќи се обидувам да не јадам ништо после 7. Одлично. Добро, па јас така правам. Тогаш ти избери некое место. Тогаш да одиме ли на некое место каде што би можеле да јадеме салата и ќе пиеме по некој тазец еден сок. Бога ми, јас го мислам истото. Фатош, да не сме можеби близнаци? Добро, тогаш ќе ти испратам порака. Договорено, ајде се гледаме. Се гледаме. Ајде, помини го овој дел. Ај! Ајде, можем да го поминем овој дел. Внимавај, ќе изгориш. Назли? Добро дојде! Чичо, добро дојде и ти. Добро те најдов. Што правиш, добар си? Добар сум. Пуф. Назли, знаеш што? Овој телевизор постојано е во мојава соба. И има многу голем екран. Им реков да ми купат игрици за него. Аха, и тоа многу интересни игри. Види ти. Така, а? Во библиотеката си има и образовни CD-а. Документарци соодветни за неговата возраст, ама се разбира од играта не дојде ред на нив. Знаете, да речеме се трудиме да се навикнеме на новиот ред. Назви, мене тука воопшто не ме се читаат книги. А зошто така? Не би ти си го менуваш гласот, тогаш ми е многу побабаво. Назви, ти мене многу ми недостасуваш. И ти мене. Епа тогаш да читаме ли јас и ти сега книга? Може! И може би Чичко ти ќе чита еден од карактерите, а? Па се разбира. Книгите каде се? Она му!
Ајде ти води мене ми се затворени очите. Добро. Надолу. Ова овде? Чичо, што правиш бе ти? Таму има кола. Како може тоа да е книга? Оди подолу со раката. Навистина мора да е добар тој човек возач, да беше некој друг досега стопате ќе му кажеше. Жими Бога, така е, Асуман. Што ќе правите вечерва, каде ќе одите? Барем да е некое романтично место. Нема да се најдеме вечерва, порано ќе се најдеме, не јадел после 7 часот. Од Тарик ги дознав овие работи. Ај, леле, види го ти Тарик, ти е ортак во лагата, изгора ти дава детали за него. Човекот напредува кон патот да стане ангел. Точно. И, Фатош, дали ќе му ја кажеш денес вистината? Не се глупирај, Асуман, какво кажување? Се уште малку се познаваме. Прво убаво да се запознаеме еден со друг, нека се загрее убаво за мене и кога ќе видам дека не може без мене, тогаш ќе му Се разбира, душо. Дај Боже да бидеш неопходна. Асуман, подај ми ги обедките од таму. Тенките ли? Што е ова, ма како си ромашна некоја? Дебелите се подобри. Дај да ги пробам. И глувчето си живеело среќно до крајот на животот. Супер! Како што се договоривме, секој ден по телефон ќе ми го кажуваш делот што си го прочитал. Добро. Ама, како што се договоривме, и ти секоја вечер ќе ми кажуваш приказни. Ама нема да сакам многу долга приказна. Не грижи се. Види го ти, Ценкањево. Ние сега си одиме. Ајде дај ми бакнеш. Пак ќе дојдам. Добро. Еј! Дојде Назли и не заборави нас, така? Ајде се гледаме, си одам и јас. Да, се гледаме. Назви, во мојата соба имало една ноќна ламба. Ламба која покажува звезди на небото. Ако ми ја донесеш многу ќе се задоволам. Ама ти да ми ја донесеш, добро? Булут, душо, зошто така? Да кажеше јас ке ти купев иста таква. Но јас ја сакам мојата. Булут, јас ќе средам за тоа, не се грижите. Добро, ти седи. Бај. Се гледаме. Ајде да видиме. До кај бев со играта? Булут, за која ламба зборуваше, не разбрав? Една ламба мајка му што му ја купи. Сега е во нивната куќа. Навечер гледаа како се движат звездите на таванот и си разговараа. Му недостасува мајка му. Можам и јас да одам и да ја земам, мислам. Знаеш, во куќата на брат ми и на Зејнепе. После несреќата јас немам отида на таму. Не можев. Бато Ферит среди се. Како што беше, така е. Сакаш да дојдеш со мене? Секако да. Кога тогаш ќе одам во таа куќа, ама да не одам сам, ако ме разбираш. Зборувавме за времето, зборувавме за водата, зборувавме за морето, зборувавме за сонцето, дури за салатата. Ама за твојата работа не зборувавме. Да зборуваме, де. Ете така креирам фустани и потоа жените во шивалната ги шијат. Не ти кажувам за овие работи мислејќи дека не те интересираат. Минатиот пат така се занесовме што не зборувавме ни каде ти е шивалната, ни како ти се вика брендот, не зборувавме за ништо. Си реков ми се налути поради тоа и затоа не ми се јави. Не, душо, мене ми одговара да не зборувам за мојата работа. Кога велам ми одговара, мислам да не ти е досадно. Можно ли е такво нешто таман работа? Кога уживам во разговорот на една дама, тогаш сакам да разговарам и за незината работа. Знаеш, јас сум речиси нова во оваа работа, Енген. Креациите ми се нови, мислам се обидувам да ги пласирам. До душа портфолиото ми е добро, навистина ми е добро, ама кога би можела покрај богатите жени да најдам и некои познати имиња, би било подобро. Некои што настапуваат на сцена и се активни на социјалните медиуми, не знам, ќе видиме. Кога болниот требало да оздраве, докторот само се појавува. Алија, музичаре. И незе ја потребна поддршка, се помислив кога би соработувале. Алија!
А, Енгин, само малку веднаш доаѓам. Тетка Леман не сакаше никој ништо да допире и куќата остана ваква. Како си? Етиат звездата што се возвишува на нашите сцени, Алија. И тајното богатство на модниот свет. Фатош? Здраво, Алија. Вие да не се познавате? А вие од каде се познавате со Фатош, а? Енгин ме знае како собственик на модна куќа која креира за високите кругови. А како што требаше да те знам? А како поинаку требало да ја знаеш? Правилно ја знаеш. Мојата единствена стилистка Фатош. Многу се израдував што те видев. Не знам зашто зборувате, ама ти зборувај, јас ќе продолжам вака, добро? Ај, Алија, колку се збунив кога те видов, буквално се заледив. Ние се познаваме од скоро време, една муштерика ме препорача кај Алија. Пред некој ден дојде во шивалната. Што да правиме во врска со нејзиниот стил? Рековме ова да го направиме, она да го сошиеме, ама се уште ништо не можеме да направиме. Буквално се блокирав кога те видов. А јас пак со цел памет сакам да ве запознам. А всушност одамна до сега требаше да ми сошие нешто, ама тоа е моја вина, никако не можам да отидам на проба. Нема да се придружиш да јадеме заедно? Не, да не ви се придружувам. И онака имам нешто работа и сами сте изгледа да не ве вознамирувам сега. Ке се видиме. Да, довидување. Се гледаме. Да станеме ли веќе? Зарем не е многу рано? Ама јас утре имам една ревија. Сакам да прегледам уште неколку работи. Може? Добро. Тогаш да ја побарам сметката. И на следното видување ќе одиме на концерт кај Алија. Добро, може. Сметка ве молам. Алија е сладко девојче, нели? Многу. Минатиот роден ден на Булут е ова. Колку се убави. Колку се среќни. Зенеп сакаше да направи голема забава на чифликот. Ама брат ми се противеше затоа што Булут сакал да игра со другарчињата, а сите другарчиња не можеа да дојдат овде. И на крајот Батофери ти спаси ситуацијата и сите не однесе на одмор. Бевме сите заедно и не боравме ништо друго таму. Бевме многу среќни. И сега само фотографиите ни останаа. Не се само фотографиите. Останале и спомените. Булут има голема среќа. Има чичко како тебе. Ти ќе му кажуваш за сите овие спомени. Никогаш нема да ги заборави мајка му и татко му. Многу ти благодарам. Да не беше ти, немаше да можам. Немаше да можам да дојдам. Многу е важно да си добро. На сите си им потребен. Најмногу на Булут. Добро, ќе биде, јас веќе да одам. Батеријата на телефонот ми се потрошила. Девојките ќе се загрижат. Јави се од кај мене. Јас и онака ќе одам право дома, нема потреба. Јас ќе заборавев ламбата да... Еве.
Има едно место што прави многу убава салата од ракчиња, таму ќе те однесам. Добро. Да те префрлиме? Не, многу ти благодарам. Ке се качам во такси и ке си одам. Добро штом си толку одлучна, нема да инсистирам. Тарик, ќе може ли да викнеш едно такси? Секако. Да повикаме такси? За следниот пат да не правиме волкава пауза, да се сретнеме и сакам подетално да поразговараме. Со возбуда го чекам тој ден. Има многу нешта во врска со мојата работа што сакам да те ги кажам. Ама како и да е, барем за денеска, да ја запазиме мистеријата. Повелете вашето такси. Ви благодарам. Нема зошто. Господе, како можев од толкав Истанбул да налетам на Алија во истиот ресторан? Зарем е можно да имам ваква среќа? Значи, машала за вас. Јас цел ден да лежам дома да спијам, да се досадувам, а вие одете и проживеете се за мене. Жи ми Бога, еден ден ќе отидам од срце поради ова со Енгин. Воопшто не се грижите за мојата мака? Ај, Фатош, срам да ти е. Со години се грижиме за тебе. Ај, ке те прашам нешто. Нас не прашуваш кога лажеш? Устата не ти запира. Алија ме бара. Ало? Фатош, не можевме да зборуваме како што треба. Не можев да разберам што се случува и се загрижив. Да зборуваме ли јас и ти? Секако може. Кога сакаш? Можеме и сега веднаш. Каде си ти? Дома сум. Добро, ти испрати ме на локација, јас веднаш ќе дојдам. Поред, ти испраќам. Ајде се гледаме. Алдија доаѓа ваму да разговараме. Ајла доаѓа. Девојке, станувајте да подсобериме тука да сториме нешто. А, Суман, мила, тоа се луѓе боеми. Не се грижа дали е средена куќата. Јас мислам дека треба уште малку да растуриш. Ај, Назли сигурно ќе ме искритикува. Ќе ми рече каква гнасна и подмолна лажливка си има ти и ќе ме плукне в лице. Ај, Фатош, ти Бога, што направи за да ти се плукне в лице? До душа би сакала да ти помогнам, ама да ми простиш, имав доволно напорен ден и не сум во состојба да чекам гости. Леле уште седи. Стани, ма. Еј, Господе, што ги правам јас? Многу убаво мириса кафево, увозно е. Ти се допаѓа? Ќе ти го дадам. Отидов кај сестра ми. Булут да го видам и од сега ќе наминувам секој ден. Многу ти благодарам, Денис. Не треба да го оставам Булут сам. А поради приказната од минатото не сакам многу да влегувам таму. Знам, бато, знам. Се веривте, се разделивте, било па поминало. И како мал го гледав тоа, ама сега уште ми е појасно дека ти и сестра ми и онака немало да успеете. Демете под влијанието на Хакан е главата на Чирот. Инаку, меѓу нашето семејство и вашето досега ништо не се попречило. Не постои тоа наше и ваше семејство. Ние сме едно семејство. Дури кога се расипа нашата веридба со Демет, никој со никого не се замери. Се разбира, ама раскинувањето го прифати целото семејство. Демет е моја сестра, ама не ми се допадна незиниот потек. Ти како си? Добро сум имал и подобри денови. Кога ќе најдам нешто што ме врзува за животот, го прегрнувам и не го пуштам. Ама чудна животна случка е тоа. Јас никогаш во животот не сум слушнала нешто толку смешно. Зарем не е тоа многу смешно? Луѓето да се запознаат на тој начин, а и животот тебе те притиснал. Не можеш да излезеш од таму. Ама намерата ти е добра, јас гледам по тебе. Види, Алдија, јас и онака не сум со намера да го излажам Енгин, ти се колна. Знаеш, Фатош, му изнакажа цел куп лаги на Енгин. Како ќе се оправда сега девојчева? Бога ми, девојке, ние ќе мораме некако да му го кажеме ова на Енгин. Точно. Ама и да му кажеме, јас верувам дека ќе те сака тој. Малагата е само во врска со моите пари и работа. Ворете, девојко, јас тебе ќе ти помогнам. Ако ништо друго, ќе му објасниме ситуацијата малку по малку и на прво место, во прво време, на најдобар начин ќе му објасниме некако. Ама другото тебе ти преостанува. Алија, многу ти благодарам. Ај, колку убава слика.
емотивни моменти. Бога ми, ова навистина чудно. Како беше Булут денес? Тажена. Ама се обидува да не покажува. И назле беше дојдена, сестра ми ја викнала да разговараат. Што ќе разговарала со Назли? Работа и понудила. Па Назли си има работа. Да, ама нели Булут е таму. Сакала да се грижи за него. А Булут и Назли добро се сложуваа, знаеш. Добра, Назли што и рекла? И рекла дека ќе размисли. Многу ја измешана главата. Назли, душо, ти уште ли не заспа? Што знам, сон не ме фаќа. Изгледа ќе биде подобро да зборувам со вас. Добро, да зборуваме нарно, некај што се случи? Господја Демет, тетка му на Булут, денес ми понуди работа. Од кај сега тоа? За да бидам со Булут. За тоа. Мене не ми се допаѓа многу жената. И денес тоа јасно и го покажав. Реков дека моја работа не е да чувам деца. Тоа не го правам зашто ми е работа, само и кажав дека многу го сакам Булут и сакам да сум покрај него. Ама од друга страна не ми дава срце да го оставам таму. Сам паметот ми е кај него. И Назли, сосема си во право. И ако навистина чувствуваш такво нешто во врска со жената, мора да има вистина. Нели тебе те злоупотреби за да го види Булут? Мене жената ми стана одвратна. Ај да прифатиш, не знам како ќе имаш доверба во неа после тоа што го направи. Ти што мислиш? Па, ти го сакаш Булут? Се разбира, ќе биде добро да си до него. И господја Демет е богата жена? Мислам, така изгледа. Сакам да кажам дека би била добра газдарица. Бога ми, јас не мислам така, Назли. Ај зарем Ферит не ти кажа дека ќе го земе Булут? И тогаш како ќе се вратиш во куќата на човекот? Не може. Ти понудила работа, како да не. Види ја, ти неа безобразна. Кој си бе ти? Кој си ти? Што бараш во мојата куќа? Застани! Чекај, јас сум Маја. Што правиш ти овде, Ела? Фотоапаратот ми останал кај тебе. Со месеци не сум го користела и ми затреба за групата сега. Колку си внимателна, така ли? Овие овде се многу смешни. Зомби музичарот е фатен во балат. Дај да ги видам. Што? Покажи ми ги, дај. Не ти покажувам, не може да видиш. Покажи ми не ги, може, ти дај. остави ме, не дај, може, застани. не може. Ќе останавме пријатели, нели?
Не сум излегал лошо. Ќе ми ги испратиш да ги имам? Ќе одам дома, подоцна ќе ти ги испратам. Се гледаме. Чао, чао. Од тебе ќе заработуваме уште многу пари. Асуман, ајде дадичка, разбуди се раздени. Асуман, алармот ти звони, немаш ли часови? Утрово губиме часови, подоцна ќе одам. Ако е така, зошто го нави алармот? Зар ти звони? Дадо, дај јас ќе го исклучам. Дај ми го! Дај ми го! Дај го! Ама ти зошто мојот... Замолчи! Ова се документите што господја Демет ги даде на суд. Асуман, ти што направи? Асуман, ти што направи? Асуман, што плеткаш ти? Сме ја купиле фирмата за цемент. Знам, јас сакав. И не кажав никому додека не се најде шпионот во фирмава. Ама зошто, Ферит? Што ќе ни користи таа мала неважна фирма на пазарот? Ама за Хакан е важна фирма. Преку неа имаше некои други планови. Беа дојдени до крај со преговорите, ама кога ја слушнаа мојата понуда, не може да одбијат. Како ќе му ја објасниш оваа ситуација на управниот одбор? Не можев да го истурам гневот врз Хакан и плеснав пари и ја купив. Така ли планираш да кажеш? Енгин, во оваа работа влегов со своја инвестиција. Не ја мешам сметката на фирмата. Се што вложи Хакан за да ја земе, се што има, се ќе му земам од раце. Буквално се. Како си можела да направиш такво нешто? Како си можела? Кога ги направи тие фотографии? Кога ги направи? Кога отиде да зборуваш со Демет? Зарем ти воопшто немаш срам? Воопшто ли немаш совест, Асуман? Воопшто ли немаш совест? Насли, душо, добро, готово е веќе. Што ќе правиме сега? Готово е веќе, Фатош, готово е. Како ќе го погледнам јас тоа дете в лице? На кутрото дете што не му се случи и последниот удар сестра ми го направи, тоа ли ќе кажам? И уште без срам отишла и со тие пари купила подароци, безобразна една. Му сгреши на едно кутро дете, Асуман. Ти нас не стави во многу голема белја. Арам да ти е. Добро, Дадо, ти ако не кажеш... Молчи, уште зборувам, молчи. Асуман, Губи се. ајде оди во училиште, губи се од тука. Инаку нема да можам да те спасам. Губи се, да не те гледам, бегај. Назли, смири се. Фатош, што ќе правам јас? И жена на безсрам уште ми нуди работа. Змија. Јас не можам да влезам во таа куќа. Не можам дури ни за булу да влезам во таа куќа. Што ќе правам? Како ќе се справам со оваа работа? Фатош. И на Демет ти текнало да ја понуди работа на Назли. За да биде со Булут, сака да работи за нив. Ни мене не ми се допадна таа ситуација, ама кога ќе се помисли на Булут, не е многу нелогично. Најнелогично е што Булут е во таа куќа. Демет сака преку Булут да ја наплати сметката од минатото. И Хакан го користи него за да ни ја превземе фирмата. Направи ја играчка од малото дете. Бездушници. И Демет и Хакан ќе платат за ова, да знаеш.
Како тоа се договориле со фирмата на Ферит Аслан? Што значи тоа? Како можеле да се договорат? Зошто јас сега дознавам за ова? И ние не знаевме, господине Хахан. Денес ги побарав за некои процедури пред спојувањето и ваков одговор ми дадоа. И ние сме изненадени. Не може! Ти не можеш да си изненаден, вработен си ми! Ти нема да се изненадиш! Ти ќе се изненадиш! Ти ќе знаеш за секој направен чекор, за секој земен здив, ама ќе ти кажам нешто. Губи се, ајде! Измркан си! Губи се од тука, ајде! Батон, да му одржам лекција на неспособниот. Не, Бекир, нема потреба. Всушност знаеш ли дека излезе подобро? Вака дознавме и дека Ферит Аслан е изнервиран. Кога е нервозен, Ферит Аслан прави работи што не би ги правил. Убаво, многу убаво. Нека се нервира. Јас уште многу ќе му правам нему за да се нервира. Сега, јас ке ти направам нешто многу убаво. Види, прво ќе намачкаме од ова. Така, да ставам ли джем од озгора? Не сакам джем, стави чоколадо. А, можно ли е такво нешто, душо? Чоколадото е лошо за здравието. Види, ова е многу убав джем, органски. Ти реков дека не сакам джем, сакам чоколадо. Мислам да му ги намачкаме со мед обравчињата на Булут. Чичо? Да биде медено дете, а? Што правиш ти? Ништо, добре дојде. Срце мое. Денис, душо, седни јади нешто. Не јадев јас веќе. Ама може би тука нешто има за јадење, а? Чичо! Многу е вкусно ова. Пред да почнем со работа реков да добијам еден бакнеж за среќа. Добро. Фиу! Многу добро направи и јас чекам глас од Назли. Може би овој бакнеж за тоа ќе користи. А? Ние за волкот, а тој наврата. Назли ме бара. Ало, Назли, душо? Господјо Демет, јас размислив за вашата понуда. Не прифаќам. Назли, ама... Јас донесов одлука, господјо Демет. Нема да работам за вас. Пријатен ден. Ми рече дека не сака да работи тука. Самата си знае. Значи не е толку до Булут. А можно ли е такво нешто? Булут, Назли тебе многу те сака. Да, многу ме сака. Јас се така за неколку дена ќе одам дома ке војко ми. А да, го знаеше тоа и затоа не дојде. Само затоа. Ха! Како ќе ги погледнам тие луѓе в лице? Како дојдов во ваква ситуација, Фатош? Тие луѓе мене ми веруваа. Зошто сестра ми стана ваква? Зошто стана ваква личност? Како ќе ги погледнам луѓето в лице? Како? Сосема си во право, Назли. И Булут е толку важен за господин Ферит. Ако дознае дека Асума направила вакво нешто, ќе го извади низ нос, дури в затвор ќе ја фрли. До душа тоа би било лекција на Асума, нама. Асума ми е сестра, Фатош. Јас требаше неа да ја штитам. Ми беше доверена. Што ќе правам јас? Што ќе правам? Ќе му кажам на господин Ферит. Како да не? Ако подоцна дознае, самиот ќе не убие. Треба прво од мене да слушне. Јас треба да му кажам, Фатош. Ау, Назли. За половина час ќе дојдат од правното биро со кое работиме, да разговараме и да видиме дали е можно документот да излего од Кајнев. Денес ми прати порака кај Демет. Назли не ја прифатила понудата на Демет. И на девојчево му ти работи како твојот. Ајде се гледаме за половина час. Ке се видиме, Денис. Ке се слушнеме. Добро, ќе те барам подоцна. Се слушаме. О, господин инспекторе, заврши ли ревизијата? Заврши ли ја? О, господине Шагаджија, списанијата не ви помогна. Се гледаме. Хака, немојте молам. Секој пат едно те исто.
Зошто дојде толку рано? Мисто да е во фирмата. Реков од дома ќе работам малку, адвокатите ќе дојдат тука, ќе го правиме состанокот. Во ред? Добро, а зошто доаѓаат за старателството? Да, душо нели ќе има второ рочиште. Мора да разговараме што ќе правиме, како ќе се одвива се во ова. А ти како се справуваш со Булут? Се снаоѓам некако, Хакан. Му угодуваме на царот, уште што да правиме. Добро правиш. Денес што направи? Господине Ферит, треба да одлучиме каков подарок ќе му купиме на господинот на Катани. Господи Игбал, не можам да мислам на тоа, средете го. Господине Ферит, само да погледнете. Назли? Добар ден. Знаеш дека дојде во вистинско време? Господине Ферит, дојдов да разговарам со вас за нешто многу важно. Господи Игбал, со Назли одлучете за подарокот на Накатани. Доволно го познавам, може да даде некоја идеја. Господине Ферит, се работи... Одете во мојата канцеларија, таму одлучете. Има малку работа, да завршам, ќе се вратам. Господице Назмие, собата е горе, повелете. Значи, Ирфан, колку што разбрав, ние немаме никаков проблем. Се е во ред, така ли е? Во ред, господине Хакан. Се подпишавте. Подготвени сме за второто рочиште. Одлично. Дали овој пат целосно ќе го земеме старателството? Големи се шансите. И, кога целосно ќе го земете старателството на Булут, ќе можете да раководите со акциите на холдингот Пусула, кои припаѓа на мајка му и татко му. Следниот петок е рочиштето, Да, така? господине Хакан, во петок. Инаку, имаме една убава вест. Каква? Господјо Демет, Им најдов уште еден пропуст. што е тоа? Можно е, уште пред да излеземе на второто рочиште, да сте застапник на акциите. Сега ќе ви објаснам подетално. Да речеме нешто како одлука за мерки на предпазливост. Тогаш вие продолжете да разговарате за деталите, имам мала работа. Душо, кажи им на девојките да донесат торта, пита или нешто Секако. слично. Повели Ирфан, те слушам. Господине Хакан, Молам? Господјо Демет, јас ве барав. Не бев слободна, Асуман. Што сакаш да ми кажеш? Господјо Демет, сестра ми дозна. Мислам дека знае дека јас ви ги дадов документите. Дознала ли? Сигурна си? Ми чепкала во телефонот и ги видела фотографиите. Господјо Демет, многу ми е страв. Што ако сестра ми му каже на господин Ферит? Асуман, смири се. Денес сестра ти ми се јави. Не ја прифати понудата за работа. И не ми кажа ништо во врска со ова, што значи дека сега за сега нема да каже. Добро, господјо Демет, но вие не ја познавате сестра ми. Што и да кажам, што и да направам, нема да успеам да ја преубедам. Таа е многу праведна, ќе оди се ќе каже. Смири се. И онака доволно си ги измешала работите. Ништо немој да правиш. Само отвори ги очите и ако дознаеш нешто ново, јави се. Толку. Колку што знам од овие, има и рачна изработка, мислам на деталите. Во еден од разговорите, господинот на Катани кажа дека ги сака мечевите. Една ваква традиционална кама, мислам дека ќе му се допадне. Во ред. Може. Ќе им кажам на асистентите да се распрашаат. Да не се случило нешто. Не се случи, тоа е проблемот. Зборував со раководителите на адвокатската канцеларија со која соработуваме, немало шанси да излегле од кај нив. Вината ја префрлат на нашата Но и правна нашата служба. правна служба вели дека документите не излегле од кај нив. Вината ја префрлаат. Да, баш така. Се работи за документи кои се злоупотребени, а документите ги има само на овие две места и кај мене дома. Штом не може од кај мене дома да ги земат, значи дека или има шпион во адвокатската канцеларија или во нашата правна служба. И се плашат да не излезе некој од кај нив и ја прекриваат работата. Вака прашувајќи нема да дознаеме, мора да најдем некој друг начин. Не грижете се, ќе најдам начин како можам да ја дознам вистината. Те молам, што побрзо да дознаеме кој го сторил, тој најстрого да го казнеме. Сакам многу да се покае за тоа што го сторил, во ред? Не грижете се. Инаку, одбравме подарок со господица Назмија. Сакате ли да видите? Штом сте одлучиле со Назли, во ред, нема потреба да гледам. Добро. Прости, Назли, ти ја подов главата со лични проблеми. Не е важно. Проблемот на Булут е и наш проблем.
Назли, ти благодарам. Не си ја прифатила понудата на Демет. Денис ме извести. Дознал кога отишел да го посети Булут. Може би изгледа како да е едноставно. Твојата поддршка за мене навистина е премногу важна. Многу ми е мило што не и поверува на Демет. А и Булут наскоро ќе си дојде дома. Повторно ќе бидеме заедно. Ти навистина си многу добра. Тогаш јас да одам, дома имам многу работа. Добре дојде, Назли. Што направи, му кажа ли? Не успеа, Фатош. Што да кажам? Сестра ми е предавник, ама простете, што да правам, сестра ми е. Каква е, таква е, сестра ми е, тоа ли да му го кажам? Да. Нешто од внатре ме вели остави ја работата. Но како да ги оставам на пола пат кога луѓето толку ми веруваат? Но ако останам, човекот денес пред очи ми се заколна дека ќе се одмазди. Што ќе правам, Фатош? Да, дичке, многу се извинувам. Асуман многу е доцна за извинување. Како можеше да си толку бездушна? Како можеше да си толку подла? Кога стана ваква? Дадо, тој му е вујко, таа му е тетка. Не му се лутите на оне што го открил документот оку мене затоа што го извадив на виделина. Господинот Ферит го скрил овој документ. Остави веќе богатите, нека се занимаваат со своите проблеми, а обичните како нас со своите проблеми. Ај, види ја Тинеја, како бара сожалување. Назли, зарем Ферит би ги криел документите ако не би знаел каков човек е Демет? Знам, Фатош. Знам, но се ми е измешано во главата. Не знам што да правам. Sen kalbime denk gelen küçücük şey. Која си ти? Што бораш ти тука? Сушност, ти кој си? Види, ако заминеш веднаш, никому нема да кажам дека сум те видела. Ако дојде господинот Ферит и види дека скришно си му влегол дома, згора на тоа дека си се туширал тука, ќе те убие. Ќе те убие, верувај ми. Јас сум господин Ферит. Ова е моја куќа. Мора ли толку многу да зборуваш, Назли? Не, само кога сум приморана да објаснувам. Од каде оваа љубов кон готвењето? Од мајка ми. Многу убаво готвеше. Беше забавно дури и да гледам. Ох, Вујче, сонцето, убавец мој, што правиш ти? Вујче мој најубав. Знаеш ли дека јас и Назли денес многу убаво се забавувавме? Така ли? Поради љубов за мачки во каква ситуација дојдова. Yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen. Здраво. И вие го слушнавте мачето? Не го слушнав. Помислив дека дојдовте поради тоа. Во дворот има маченце, знаевте ли? Така ли? Да. Тогаш зошто дојдовте? Јас не го слушнав мачето, ама слушнав гласови пред врата и дојдов. Добро. Ако го видите, дајте му да јаде, гладно е. Многу плачеше, не успеав да заспијам. Може би јас ќе го најдам после. Yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
Документите кои се приложени на суд. Тоа е всушност фотографија од документите со мобиле, нели? Веројатно, господине Ферит. Затоа тој им помогна да го земат привременото старателство. Ние постојано мислиме на тоа кој ги дал документите, а воопшто не помисливме на фотографија. Добро, каде се направени тие фотографии, со што, како, можеме да го прегледаме дигиталниот оригинал на фотографиите. Така ќе да знаеме каде и кога се направени тие. Со технологијата веќе се е возможно. Господине Ферит, вака ќе направиме. Да го побараме оригиналот на доказите. Ќе поднесеме барање за проверка на истите докази, дали се фалсификувани или не. Тогаш ќе се дознаат сите детали. Тогаш ве молам веднаш направете го тоа. Во ред, господине Ферит. Пријатен ден. Пријатен ден. Пријатен ден. Пријатен ден. Земи нане и лимон, ова добро ќе ти дојде. Ти благодарам, Фатош. Назли, каква настинка е ова среде лето? Но од каде да знам, сум ја префатила од никаде. И па ако си се испотила додека си работела кај твојот господин Ферит, па потоа кога си излегла во дворот и дувало ветер? Не ме смеј, болна сум. О, Фатош, не пропушташ ни една прилика. Јас излегувам. Одам на час, ќе се видиме вечер. Алија? Алија? Ало, Фатош? Енген е во теретана. И? Како и? Веднаш ги земаш тренерките со тебе, доаѓаш овде и завршуваме оваа работа. Сега ли? Види сега. Јас ќе одам кај Енген и ќе започнам разговора. Ти потоа ќе дојдеш и ќе го разбиеш разговорот некако добро? Ме разбираш? Полека ќе му објасниме и двете. Не сакам приговор за ова. Добро бе. Да му објасниме се, да ја завршиме ова работа и мене ќе ми олесни. Прати ми адресата да се спремам и ќе дојдам. Ајде се гледаме. Назли, душо, ќе може ли малку да останеш сама ти, а? Може, и онака за кратко ќе ми помине добро сум. Добро, јас и Алија ќе одиме да ја завршиме работата со Инкин. Или мене ќе ме погребате. Ајде да те бакнам. Ај не, а чекај да не префатам сега јас. Со среќа, не плаши се. Добро. Господе, доаѓам кај тебе. Енген? Алија, што бараш ти тука? А што мислиш како сум во ваква форма? Секако дека не е твојата генетика. Знам дека многу јадеш, но не се дебелееш. Па, ти што бараш овде кога е работен ден, а? Ние немаме среќа како тебе. 3 пати неделно наместо на ручек доаѓаме овде. Значи господинот Енген периодов е слободен, а? И некој во моментов би пиел нешто во некој луксузен ресторан со некој убава жена. Ги оставив тие работи, Алија. Сега сум посериозен. А можно ли тоа да има врска со онаа Фатош која пред некој ден ја видов покрај тебе, а? Па те разбирам, бога ми, јас многу ја засакав девојката. И навистина е многу мила, нема никаква врска со другите. Многу е различна, бе, Алја. Многу е отворена, искрена, забавна. Што на душа, тоа на уста. Многу е поинаква, нема лаги, нема никакви измами, ништо. Фатош? Здраво. Фатош? Ке веруваш ако ти кажам дека сега зборувавме за тебе? Би верувала. Ај, мило ми е што повторно те гледам. Многу баво изгледаш. Алија, многу ти благодарам. Епа супер што се видовме и јас со тебе. Фатош, знаеш ли што слушав пред некој ден, а? Познатата пејачка Семира сакала креација од тебе. Значи дека наскоро ќе станеш популарна. Колку бава вест, нели, Енген? Не ја познавам личноста за која зборувате, ама штом се работи за Фатош, секако дека ќе биде успешна, нели? И јас не ја познавам. Важно ли е? Веднаш се враќам, дами. Позната пејачка Семира ли? Алија, што правиш? Фатоша, што друго да правам јас? Ако не прозборев, ти ќе продолжеше да зборуваш и се ќе уништеше. Вака нема да може, тој толку убаво тебе те опише што ќе мора нешто да направиме без да ја расипеме таа слика во неговата глава од тебе. Ај, господе, готова сум, готова. Си готова? Добро, Фатош, доаѓам. Здраво.
Пак јас. Ќе одам да го посетам Булутона. Редовна посета, знаеш. Помислив и ти да не сакаш да дојдеш. Ако сакаш ќе одиме сега, па ќе те однесам на работа. Денес не се чувствувам баш добро. Веројатно нема да одам на работа. Подобро ќе беше да се Навистина се јавиш. гледа дека си болна. Чекај да видам. Имаш висока температура. Се напи нешто или не? Не, немаше потреба од лекови. Ми тече носот, малку кивам и омалаксана сум. Имаш потреба од супа која ќе те излечи. Кујната каде е? Тука. А, Денис чевлите. се разбира. Ти онака си готвачка, сигурно имаш кромити компири. Прости ми. Има и ѓумбир овде. Сега... што требаше? Сол, црн бибер, ѓумбир, тенџере, така... Многу се извинувам, јас влегов без да прашам, ќе ми дозволиш воопшто да правам или... Солта и црниот бибер се тука, тенџерињата тука. Ти легни и одмори си, останатото мене остави ми го. Зборувај што сакаш, но јас ќе му кажам и ќе се спаси. Ај, не, немој да се глупираш, воопшто сега не е време за тоа. Енген доаѓа. Нека дојде. Извинете што ме почекавте. Фатош, таман кога те најдов, ќе ти кажев од тука да одиме некаде, но мора да се вратам назад во фирмата. Да се видиме вечерва јас и ти? Енген, всушност јас... Всушност Фатош вечерва доаѓа со мене. Одиме во модната куќа да ги видиме креациите. Да, ќе одиме да ги видиме креациите принудно. Е, добро тогаш, после ќе се слушнеме. Ајде ќе се видиме, поздрав. Ајде, чао. О, Господе, пропаѓам се повеќе и повеќе. Што ќе правам јас? Што ќе правам? Ќе средиме. Ќе средиме некако. Да си одиме, ајде. На здравје нека ти е. Многу баво мириса. Каде се останатите 20 мина што ќе јадат од супава? Добро, глупаво прашање. Со што ќе ставаме? Навистина, како да ставиме? Кутлача, многу едноставно е. Кутлачата не ја донесов заедно со супата, затоа што супата е многу жешка и треба малку да се олади, затоа и ја оставив, затоа мислев да не ставаме веднаш. Ме разбираш и се надевав дека додека донесам кутлачата ќе се олади. Одлично оправдување. О, Фатоше. Јас ќе отворам. Денис? Добре дојде? Добре те најдов и ти добре дојде. Ај, добро ве најдов. Направив одлична супа, ќе сакате? Имаш ли ладна вода? Не знам, има ли? Има. Вие од каде доаѓате вака? Ние со Фатош бевме да разгледаме материјали за мене, а сега ќе бираме модели за тоа. Влези, не стои на врата, иде. Назли, од каде овој тука? Ајла, чевлите се облечи ги. Доаѓам, гледам Назли болна била и направив супа што ќе доволна за сите нас. Супа ли ти направил? Леле, колку убаво! Да одам да донесам уште 2 чини тогаш. Ајла, успеа ли да ги најдеш влечките? Ги најдов. Љубов, Душо? кога дојде? Пред малку. Па ти нели ќе беше со Булут да не се случи нешто? Не, ама за денес имам само еден план, а тој е да бидам покрај тебе. А зошто, господјо Демет? Затоа што не планираше оваа победа сам да ја прославуваш, нели? Тогаш дали ми го подаруваш овој танц на победата, а? Секако. Бога ми ја испив до последната капка. Денис, многу е вкусна, да ти се послат од рацете. На здравје нека вие. Ова е единствената супа што знам да ја правам. Назли,
Ти се уште работиш кај Ферит, нели? Да, и ако сакам да продолжам да работам, треба што поскоро да оздравам и да се вратам. Мора да ги видиш Назли и Булут додека се заедно. Булут кога и да ја види полетува од среќа. Назли има некоја таква енергија. Енергија која им година луѓето околу неа. Да, Назли има многу убава енергија. Машала, другарка ми е многу силна. Мила моја, на другарка ти енергијата и бега. Мора малку да ја држам енергијата во себе за да се опоравам. Супава Види се наскоро ќе разболев. почне да делува и ќе живнеш. Како да добив енергија, пред да ми побегне да ја собера масата. Ќе го земеш ли ово? Секако. Не доаѓај Булут да го видиш. Ми е страф и тој да не префати. Супер би било ако може таа вештерката Демет да се зарази. Денис, прости ми. Сестра ти е, но што да правам? Кажувам, не можам да се воздржам. Не бе душа, не е проблем. Го разбирам твоето мислење. И се сложувам, се разбира. Состанокот за финансиите да го префрлиме за 1 час подоцна. Сакам прво да се видам со маркетинг менаџер. Во ред, господине Ферит. Добар ден. Убава работа. Господи Игол, господинов има ли закажано? Господине Ферит, колку што се сеќавам, нема. Ќе ве молам следниот пат закажете па дојдете. Од сега па натаму не треба јас кај никого, ама баш кај никого, да закажувам за да влезам во оваа фирма. Поверете, господине Ферит, поради старателството на Булут, контролата врз 48% од акциите кои припаѓаат на Дебир и на Зейнеп сега се во наши раце. Значи, како што може да се разбере, од сега и ние сме ортаци на оваа фирма и можеме да доаѓаме кога сакаме. Што значи? Јас не треба кај никого да закажувам, ама... Господјо Икбал, би се напил едно кафе. Без шекер, ке ве молам. Благодарам. А оваа ја прочита ли? Јас немам прочитано ниту една од тие, сите се на Назли. Денис, супата ти е магична. Би ти рекла да ја патентираш. Навистина, ептен си живната. Ама види, не мора да одиш, ќе му се јавиме и ќе му кажеме на Батоферит, нека оди и нека си вечера надвор. Не, да одиме, воопшто не е проблем. Супер се чувствувам. Добро, да те однесам тогаш. Денис, ке ме оставиш ли мене? Треба да имам проба со момците. И ти дојди ако сакаш слушнине, пак и да ни го кажеш твоето мислење. Добро, може. Булут приквечер ќе го видам. Здраво! Ај! О, кој дошол? Добре дојдовте? Добро те најдовме и довидување. Чао, чао. Се гледаме. Да ве испратам. Што е, Асуман, што правиш? Дадо, само ги поздравив, сега ќе си одам во соба. Немој, не мора во се да се вмешаш, немој. Ајде оди да учиш. Ајде, мила, те бакнувам. Што ќе беше ова? Одеднаш почна бирикет да има во нашава куќа? Богаташ од елитата, модерна пејачка, машала, сите се тука. Прости, но може да се каже дека и јас и сестра ти сме уметници, ке те молам. Се разбира, ти што имаше, да, модна куќа имаше, нели? Навистина, што се случи со тоа? Ја средивте ли со Ајла работата околу Енгин? Денес со Али отидовме си да му објасниме на Енгин. И се вративме без да му ја кажеме вистината. Ај, душо, пријателите ја кажуваат болната вистина, ништо од таа работа. Устата да ти се исуши, Асуман. Ќутима, не дај Боже. Вошка. Од каде излегува овие? Па зарем не требаше да почека да се заврши спорот околу старателството? Документот е легален. Изваден е за да се заштитат интересите на Булут Каја. Составен е со цел да се спречи било каква измама или одлука што ќе биде во негова штета. Сигурно немаме намера да ги злоупотребуваме акциите на Булут. Глупости. Што може да им направиме на овие? Веднаш ќе пуштиме против тужба и ќе побараме да ја укинат оваа одлука. Ова е најпрактичното нешто што засега можеме да го направиме. Господја Демет е овластена за неговите права. Одете додека не завршило работното време и поднесете. Во ред, господине Ферит.
Знаете ли, кога си заминував од фирмава, вие тука се преселувавте. Ти не си замена од фирмата, Хакан, татко ми ти избрка. Срам да ти е, Ферит. Воопшто не беше така. Види, јас да ти објаснам како беше. Всушност, јас ќе давав оставка и потоа ми рече, абе Хакан, па ти си имал бонус, каде ти одиш без да го земеш. Додека се мислев како да му го земам, му реков подобро избркај ме. И ме избрка. Тебе се ти е со лага, се ти е со измама, бе, Хакан. Сепак на крајот на денот се излегува на виделина Енген, а со тоа што ќе правиме? Хакан, денес не е последниот ден од борбата, туку првиот ден, не заборавај. Во ред, одлично. Љубов, доволно ни беше волку забава да си одиме ли? Може? И младите добро се снаоѓаат, а ако случајно направат некаква грешка, некаква измама, ќе ни дадат отчет на управниот одбор. Секако, мил мој, да одиме. Ќе се видиме, партнеру. Ќе најдеме начин како овие да не ги вмешаме во нашата работа. Треба добро да се подготвиме за второто рочиште и да им го земеме старателството. Тогаш нема да мора да се занимаваме со овакви глупости. Ќе ги бутнеме од тука, има да се губат од тука. Господине Ферит, имаме добри вести. Обвинителството прифатило да го даде оригиналот од фотографиите кои се предложени како доказ. Утре, штом ќе почне смената, адвокатите ќе одат да ги земат. Фотографиите на тоа досие, нивната дигитална верзија. Со кој апарат се фотографирани, каде, кога, се ќе дознаеме. Убаво. Барем утре ќе дознам од каде е шпионот. Има среќа што излегов па ми улесни. Сепак животот продолжува. И за Булут животот продолжува. Сигурно оваа господја Демет секој ден го тепа. А Суман, мила, ај ако сакаш прибери си ја устата, ако и пред нас ли зборуваш вака како гласот на мафијата, жи ми се има да ти ја влепи една преку уста. Назли, каде си досега? Ти звонам, не креваш. А кога ме бараше Фатош, не сум чула. Јас да ги однесам овие. Може би 100 пати те барав. Ке ти кажав да купиш макарони на доаѓање. Ете и во маркет си била. Ау, Фатош, браво за мене, сум го заборавила кај господин Ферит. Кој ќе оди сега до таму? А и мајка ми требаше да се јави. Дај Боже да не ме барала. А ако сакаш, јас ќе одам да го земам. Ем да не се измориш, ем макарони ќе купам и ќе завршам работа. Ти само не ми сени, доволно е. Отидов. Јас не сум многу гладна. Ќе те чекам за јадење. Ако си гладна, во фрижидер има од супата на Денис. Напи се малку дур да јадеме. Не, душа, јас си го изедов тоа што требаше да го изедам. Назли? Господине Ферит, добра вечер. Таму сум го забравила мобилниот, да го земам и веднаш си одам. Всушност, за да не ве вознемирам предходно ќе ви се јавев, но не можев, затоа што мобилниот си го заборавив тука. Сега тивко ќе го земам и ќе си одам. Нема ни да забележите дека сум дошла. Ви благодарам. Го земав, си одам. Добра ноќ, на здравје. Ќе се напиеш ли кафе? Сакам, да. И би се напила. Кафе. Вие ли ќе правите? Секако ќе направам. Тогаш и јас би пиела едно кафе од вас. Добро. Ти се допадна?
Жешко е, но многу е убаво. Има арома некоја? Да заборавив дека си гурман. Не сум гурман, готвачка сум. И немој да се плашиш без кофеине, ќе можеш да спиеш. Не онака периодов не ме фаќа сон. Зошто? Работа, факултет. Булут. Мислам на Булут. Се навикнали, убаво ли му е? Не грижи се, тој проблем во најскоро време ќе се реши. Баш ми е мила. За Булут. Ајде, Хакан го разбирам, тој себе направил. Ама не можам да ја сватам Демет како може толку да му помага на Хакан кога станува збор за незиниот внук, тоа не го сваќам. Една јапонска поговорка вели: не се плаши од црниот камен во оризот, плаши се од белиот камен. Убава мисла, убаво кажано. Од каде ти е интересот за јапонската култура, јадење слично? Ме фасцинира тоа што се толку врзани за својата традиција, а истовремено се многу искрени, праведни, горди, вредни. Ќе те прекинам, очигледно многу ти е жешко, гледам се мачиш, дај го ваму, ќе го земам. Благодарам. Многу се горди, праведни, вредни, имаат прекрасна храна, навистина извонредна. Имаат многу особини кои мене ми се симпатични. Например, во Јапонија многу од животните имаат своји играчиња. Мачките, зајаците, лисиците. Ме возбудува самата помисла дека има луѓе кои го смислиле тоа. Изгледа непотребно се возбудувам додека раскажувам за нештата кои многу ги сакам. Простете. Не треба да се извинуваш. Го ценам тоа кога некој е страстно врзан за нешто. Ме пофаливте. Свесен ли сте? Ме пофаливте. Сега сакам да го прославам ова. Изгледа јас, но сигурно нема да ме пофалите што не знам да си ја држам устата затворена. Полна месечина е. Многу е убаво. Свети како фенер. Како фенер. Јас кога ќе погледнам, гледам зајци кои прават мочи. Кој од овие е моје? Деснато. Се сеќавате на зајаците кои правеа мочи? Се сеќавам.